Добро вечер, Гевгелија. Добро вечер, Македонијо. Добро вечер за ВМРО ДПМН и председателот на ВМРО, господинот Груевски. Добро вечер за коалицијата за подобра Македонија. Добро вечер за сите пратеници, министри, за советници, за градоначалникот. Уште еднаш да ги поздравиме нашите ракометари, да им честитаме за успехот на Вардар и Миталур. Така се брани Македонија, така се бори за Македонија. Во Гевгелија сум као дома. Многу ми е мило што сум тука. И ви благодарам што пред 5 години од ова исто место ми дадовте огромна поддршка. Таа поддршка не беше затоа што е мајка ми од Гевгелија и затоа што роднините ми живеат во Гевгелија. Таа поддршка беше затоа што знаете како се успева во животот од нашиот крај. Со многу труд, со многу мака, со многу пот. Таа поддршка ја добив, бидејќи ме знаевте дека сум искрен, дека сум вреден. Таков останав и после 5 години. Тогаш ми ја дадовте поддршката и за мојата програма. Сега го дадов отчетот. Се што беше во таа програма се е исполнето. Денес сум повторно меѓу вас со нова програма за нова доберба за следните 5 години. Често пати доаѓа во Гевгелија. Го гледав успехот и просперитетот на Гевгелија. Но се сеќавам кога пред 10 години доаѓав на југ, колку беше тажно да се гледа Македонија. Покрај автопатот исушени лозја, уништени комбинати, затворени фабрики, а сега овој пат доаѓајки го гледаме новото лице на Македонија. Нови лозови насади, гледаме нови фабрики, гледаме како се пробива автопатот од Демир Капија до Смоквица. Гледаме како се шират оранжерите што користат топла вода. Гледаме индустријска зона пред Гевгелија, го гледаме ветерниот парк во Богданци. Тоа е новото лице на Македонија. Но да се доеде до тоа, требаше многу труд, многу знаење, многу упорност од една млада гарнитура на чело со премиерот Груевски. Тие млади луѓе ја менуваат Македонија. Затоа пред 5 години застанав зад нив да ги поддржувам, заедно да успее Македонија, да работиме како тим, да работиме сложно за Македонија. Затоа секоја моја посета на друга држава, секоја средба на меѓународен форум беше посветена како и да привлечеме странски инвестиции, како да привлечеме пријатели и поддржувачи во Македонија. Тоа го направив и неодамна, кога решив дипломатскиот кор да го свикам овде во Гевгелија, да дојдат сите амбасадори да ги видат потенцијалите и на нашиот крај. Амбасадорите има можност да ги слушнат презентациите на градоначалникот на Гевгелија, градоначалничката на Богданци, на Дојран и на Валандово. Да видат што нудиме ние на другите земји кои имаат желба да инвестираат во Македонија. Така се работи за Македонија. Така успева Македонија. Имавме навистина големи предизвици, затоа што овој мандат се случува во време на најголема економска криза. Знаете, од 2008 година многу силни економии тешко се справуваат со овие предизвици. Во такви услови успеавме во Македонија да отвориме 120.000 нови работни места, да се градат автопатишта низ Македонија, да се градат фабрики. Затоа економијата расте во Македонија. Кога расте економијата, се расте. И платите, и пензиите, и субвенциите, и стипендиите. Нема сегмент од македонското општество каде не се чувствува позитивната промена од последните години на се она што е направено за Македонија. Работевме вредно, работевме тимски, затоа што тимски кога се работи се победува. Затоа им честитам и нашите спортисти кои како тим победуваат и не прават горди. Им честитам и на нашите пејачи
кои се гордост, каде да одат, го шират она што го имаме како наше наследство, традиција и култура. Ги имаме нашите научници по светски универзитети кои постигнуваат големи резултати. Така успева Македонија. Кога секој од нас е успешен, успешна и е Македонија. Иако бе по многу светски метрополи, на многу меѓународни настани, не заборавив од каде потекнувам, не заборавив кој ми го дал мандатот. Секогаш се среќавав со нашите граѓани. Секој што имаше желба, потреба да се види со мене, кабинетот беше отворен. Моите соработници во кабинетот израчунале дека во кабинетот биле за овие 5 години повеќе од 5000 граѓани. Секој што сакал да се сретне со мене, да ми пренесе идеја, да ми пренесе негово чувство, да пренесе нешто што е од корист за сите нас, секој беше добродојден. Исто така отворив и народни канцеларии во Скопје, Тетово, Битола, за да можат граѓаните да доставуваат до институцијата председател своји представки, поплаки, предлози. Затоа расте довербата во институцијата председател. Затоа граѓаните имаат доверба во председателот. Затоа што секогаш сум со нив. И кога се празнувања, и кога се славења, и кога имавме во Гевгелија на Водици заедно да го негуваме обичајот од нашите предци, и кога имавме закројување на лозјата, и кога требаше да се донесе некој странски инвеститор во погоните низ Гевгелија и околните места. Тоа е посветеноста кон сопствената држава, кон сопствениот народ, кон сопствените граѓани. Особено им посвети внимание на младите. Знаете, кога ќе дојде професор во политика, што би направил ако не своја школа? Направив ја школа за млади лидери. Во неа имаше и од Гевгелија млади лидери. Ги оспособувавме како да водат, како да раководат, како да носат одлуки, како да работат тимски. Повеќе од 150 млади луѓе успеавме да ги задржиме во Македонија. Успешни луѓе. Луѓе на кои ќе им го ставиме ова ние што денес го работиме. Исто така, воспоставив и надпревар за млад научник. Многу труд треба да се добие научен труд, да се успее да се објави труд по светски списанија. На нив им посветуваме внимание. На нив им даваме мотив и елан да успеат во животот. Дававме стипендии заедно со министерот за образование, да студираат нашите млади луѓе на Шефилд во Солун. На тој начин покажувавме дека немаме никакви непријателски чувства кон нашите соседи. И затоа кога разговарав со странски државници, кога ме прашуваат какви ни се односите со нашиот јужен сосед, им велев дојдете во Гевгелија и ќе видите како се работи и се живее сложно и сплотено. Ние немаме никакви негативни чувства кон нашите соседи. Секој ден може да ги видиме во Гевгелија, во Битола, во сите градови низ Македонија. И како инвестираат, како отварат бизнеси. Но и да ги видиме нашите граѓани како безгрижно летуваат во Грција и како студираат во Грција. Таа е таа нова реалност која мора да биде препознаена и од политичката елица на нашиот јужен сосед. Сме имале во минатото многу трауми. Таква ни била судбината кога се живее на Балканот. Но, како што знаеше да каже еден голем француски писател, имаме многу различни вчера, но имаме едно заедничко утре. Сите сакаме да бидеме во Европска Унија. Сите сакаме да го почувствуваме духот на отвореноста и просперитетот што е присутен во Европската Унија. Затоа направивме се да добиеме 5 позитивни извештаи и 5 препораки за почеток на преговорите со Европската Унија. Но не чекавме. Ја создававме Европа во Македонија. Создававме европски вредности, европски критериуми и европски принципи во секоја институција, во секој проект, на секое населено место да се почувствува европскиот дух во Македонија. Не се откажуваме.
ни од НАТО, ни од Европската Унија. Ќе дадеме се од себе да ги исполниме сите наши зададени задачи. Продолжуваме со ист интензитет. Многу од вашите проблеми и предизвици беа кажани на министрите, на пратениците, лично на мене. Се што е кажано и укажано досега може да се види дека е променето. Многу патишта се направија, многу училишта, многу болници. Се она што вие како граѓани го баравте, на све што укажувавте, се реагираше на време. И секогаш работевме тимски. Работевме како тим за Македонија. Работевме сложно и единствено, затоа што државата ни е пред се, затоа што Македонија ни е пред се. Тоа го покажавме и кога се правеше патот до Кожув. Тоа го правевме и кога се реновираат железничките пруги. Тоа го правевме секогаш кога имаше иницијатива од граѓаните да се подобри животот на локално ниво. Затоа, кога се работи сложно меѓу централната и локалната власт, секаде се видливи резултатите. Продолжуваме со исто темпо и со ист интензитет. Продолжуваме затоа што знаеме каде одиме и знаеме што сакаме. Продолжуваме затоа што Македонија е изборот. Затоа што Македонија ни е пред се. Затоа што државата ни е пред се. Да живее Гевгелија, да живее Република Македонија.